Драгана Левенска или Кала Кос, своето прво интервју воопшто го имаше токму за модниот портал Фешенел пред една година. Овој пат со неа разговарам за Фешенел ТВ. Драгана, добре дојдовте. Добро ве најдов. Зошто Кала Кос? Зошто Кала Кос? Јас сум всушност малку така и емотивно поврзана за Кала. Кос е сосема случајност, а Кала е моето милено цвеќе. И така една вечер, сидејќи со една моја многу добра пријателка, си велам, ајде да се ставам Кала, ама ако бидам Кала, што следува после тоа Кала, и тоа беше взаемно да биде Кос. И така остана, тоа остана едно добри 3 години. Добри 3 години остана Кала Кос и оние луѓе кои што ме знаат овие години, многу често знаат да ми се обратат со Кала. Некогаш ми пречи, некогаш не ми пречи, али ете така. Но сега е променато. Зошто? Има причина за тоа? Да, има многу голема причина за тоа. Пред непол месец беа аудициите за вработување во нашите театри. И на аудицијата во Македонски народен театар кога бев, Весна Петрушевска, бидејќи беше во комисија, и ми вели: "Добро, Драгана, ако те примиме, дали Кала Кос ќе го промениш и ќе бидеш Драгана Левенска?" И така и се случи. На една моја многу голема среќа и задоволство ме примија во Македонски народен театар и повеќе не е Кала Кос, туку е таа што сум, Драгана Левенска. Така да за тоа што ми е променато, Весна е главен и одговорен виновник. Значи има добра причина за тоа. Огромна Ви причина, честитам да. во секој случај. Кој е најголемиот предизвик за една млада актерка на македонската театарска сцена? Предизвик, пред се да игра. Знаете како се учи на почетокот кога се игра и во лоши представи и во добри представи. Јас ја имав таа една моја голема среќа на почетокот на моите студии, првата улога да ми биде во една голема представа, во еден голем проект со едни маестрални актери. Тоа беше Генетика на кучињата од Дејан Пројковски и текстот на Венко Андоновски. И таму стекнав едно многу убаво позитивно искуство со сите нив. И тоа ми е една особено драга улога, Евушка. Најверојатно дека ми е прва. Така да многу значи за еден млад актер да влезе во точно време со толку добра и толку врвна екипа како што се тие таму. Според вас, што е добро, а што не толку позитивно на актуелната македонска театарска сцена? Па јас се уште не можам да ти кажам што е недобро, бидејќи се уште се истражувам себе си, се уште учам од моите колеги и се уште верувам во театарот и го гледам со една голема радост, една голема ведрина и со една голема љубов. А она јас што сакам да го видам на нашата театарска сцена и што сакам да играм, мислам дека недостасуваат повеќе класици. Може би јас сум повеќе за да играм и за да гледам класици, но сакам да го видам Чехов на сцена. Почесто да го гледам Чехов, Шекспир, тоа се едни гениални големи текстови кои што мислам дека добро би било да го има и Тони Жарно. Што и недостасува на вашата генерација актери? На мојата генерација, знаеш како, мислам дека на секоја генерација, дали е помлада, дали е постара, нели нешто недостига. Всушност како год и да одиме, секогаш нешто недостава, без разлика дали е на театарска сцена или на некое друго професионално ниво. Па мислам дека повеќе треба филмска пракса, ако јас се прашувам. Мислам дека дека истовремено како што се иде со актерска игра, односно со театарската актерска игра, мислам дека треба да се има и актерска игра пред камера. Како едно поголемо искуство. Бидејќи ние го имаме искуството на академија во театар и мислам дека повеќе ни недостасува како едно надградување на самите себе си да имаме и филмска актерска игра, односно игра пред камера. Но тоа се мали некои нијанси каде што не можам да кажам дека е некој голем недостаток. Јас искрено сум доста задоволна од како одат сите тие термини во однос на овие генерации, посебно презадоволна од мојот универзитет Естра, кој што ми го возможди се во ова што сум денес. Драгана, како се гледате себе си во огледало? Како? Па секогаш различно.
Пред 2 години се гледав така многу, се уште се гледав како девојче. Се уште се гледав како нешто да недостасува, како да не се сите коцки наредени. А баш пред неколку дена, после туширањето, кога излегов од бања, се погледнав во огледало и си велам, Драгана, ти порасна. Пред се сум самокритична и кога работам, самокритична и кога се гледам во огледало, не сум толку заљубена во себе си. Но дефинитивно овие 2-3 месеци се гледам многу зрело, многу пораснато и различно. Сигурно за 3 месеци би се видела некако сосема поинаку. Chanel Breaking News. Елена Лука со нова колекција. Според вас стилот е само форма или содржина? Мене содржина. Значи форма, јас воопшто не љубам форма. Значи дали е за стил или за било што, не сакам се она што е на форма, за мене е недопадливо. Сакам суштина, сакам содржина, длабочина, дефинитивно. Мислам дека стилот, дека карактерот на една девојка или на една жена се препознава според стилот. Ако таа го преминува според себе, а ако го преминува според мода, тоа е веќе нешто друго. Еве, во моментов носите дизајнерско парче. Често соработувате и со Елена Лука? Да, најчесто соработувам со Елена Лука, значи за сите мои настани, каде да одам, се облекувам од кај Елена Лука. Значи целосно сум оддадена кај Елена Лука и многу ми е драго за тоа и досега никогаш не имало утка и секогаш удиме на тоа што мене ми е сензибилитет и што јас можам да го износам. Сме правели и промени, но во принцип се градиме до тоа што сум јас. А инаку како моден детал, нешто што е сврзано за мене и впечатливо за мене, шешир. Шешир на глава и денот може да започне. Дали може би имате некаква колекција на шешири дома? Да. Дизајнерски? Имам доста шешири. Обично ги сакам есенските, зимските шешири, кашмирните шешири, капут, шешир. Тоа ми е идеална комбинација за девојка. Според мене. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Ваша дефиниција за идеално уреден дом? За идеално уреден дом, еви сега, например, кога би ги затворила очите, кога би го замислила тој простор, дефинитивно сакам голем, широк простор, бел простор. Значи, не сакам да има шари под зидовите, да ми биде широко, затоа што едноставно не сакам тесни простори.
И нешто што е сврзано за мене и што мора да има е еден убав бел грамофон. Тоа ми е некакво наследство од мојот дедо и мислам дека каде да одам со себе ќе си го носам тој грамофон, бидејќи веќе долги години сум навлечена на плочи и мора да има некоја си убава мини библиотека. Тоа е исто карактеристично за мене. Драгана, ви благодарам. Ви благодарам, Марија, и на тебе и секогаш ми е задоволство кога треба да дојдам во Фешенел, кога треба да дадам некаква изјава, некое интервју за вас. И ви благодарам срдечно. Ова беше Драгана Левенска за Фешенел ТВ.